Оградата пред собранието веќе за нас не представува ограда, туку дел од нас. Од денеска ние сме оградата пред собранието и веќе нема да има ограда меѓу народот и парламентарците, порачаа денеска од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Иницијаторите символично врзуваат црвено-жолти траки на собраниската ограда, кој се белег на протестите што ги организира иницијативата. Наместо протестен марш, тие своите ставови ги упатија од музички хепенинг во паркот Жена борец проти собранието. Иницијаторите ги повторија пораките за сочувување на унитарноста на државата, за одржувањето на нејзиниот мултиетнички карактер, како и против воведување двојазичност на територијата на целата држава. Иницијативата за заедничка Македонија викендашки реши малце да промени формата на искажување на своите ставови, да повториме уште еднаш нашите барања. Тоа е откажување од платформи изработени во странски држави и изработка на македонска платформа во Скопје, која што ќе ги опфати интересите на сите граѓани на Република Македонија. И да подсетиме дека не смее да се усвојува владина програма која не би била изгласана на избори од страна на граѓаните. Денеска сме тука за да докажеме дека заедничка Македонија не само што изгледа, како што видовме во минатите 5 дена, туку и звучи одлично. И сме исто повторно благодарни на одличниот одзив на сите граѓани кои што се тука и ќе бидат тука наредните неколку часа. Секој ден по 100.000 граѓани на улиците на Македонија покажуваат дека се сложуваат со нас. 100.000 секој ден не сакаат платформа наметната после избори, знаеме за какви цели сите многу добро. Што ќе правиме? Ќе користиме сите демократски начини за да се бориме за нашите идеали, за нашите цели. Во однос на најавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети дека интегративците ќе учествуваат во влада со СДСМ, Борис Дамовски од иницијативата за заедничка Македонија изјави дека оваа најава на Ахмети е тотално непочитување и изигрување на демократските одлуки. Како тотално непочитување и изигрување на демократските одлуки. Таа платформа беше донесена после изборите. Нема што тука да се коментира. Тоа е неприфатлив начин, тоа е шибицарски пристап. За време на собирот во паркот се сврте и оро на звуците од македонски патриотски песни, а еден од учесниците пред на собраните ја искина и својата партиска книшка од СДСМ. Другари, јас сум еден член од СДС. Ви кажувам пред сите, ова книшка треба да се поништи. Ова книшка треба да се изгори. Ова е шести ден поред како во иницијатива на за заедничка Македонија во повеќе градови во земјава, а најмасовно во Скопје се искажува револт против прифаќањето на платформата на албанските политички партии и усвојување на владина програма која не била изгласана на избори. За разлика од денеска, предходните денови незадоволството се изразуваше преку протестен марш од владата до собранието, а иницијаторите најавија дека протестните маршеви ќе продолжат од понеделник со уште поголем интензитет.